Студентскиот парламент на Универзитетот Свети Кирил и Методи го поддржува подпишувањето меморандум помеѓу трите државни универзитети, од кои ќе произлезат бесплатни учебници за сите студенти од овие универзитети. Ова е веста на денот, а во продолжение да ги погледнеме насловите за денеска. Кандидатурите за учество во локалните избори мора да бидат предадени до 3 март. Со програма за ран детски развој ќе се влијае врз карактерот на децата. Пензионерите од општина Илинден добија 2 нови пензионерски клубови. Промовиран проектот "Зошто сум во болница". Државната изборна комисија на денешната седница го усвои новиот роковник за локалните избори, откако парламентот минатата недела го продолжи рокот за поднесување на кандидатурите до 3 март. Меѓутоа, пролонгирање на рокот за отпочнување на изборните кампањи нема да има, односно сите кои сакаат да поднесат кандидатура за градоначалници и за советници на општините, тоа ќе мора да го сторат најдоцна до 3 март, а нивните кандидатури ќе бидат разгледани и пратени до комисијата за лустрација во рок од 24 часа. Ивана Митковска. Кандидатурите за учество на локалните избори мора да бидат предадени до 3 март. Пролонгирање на рокот за отпочнување на изборните кампањи нема да има. Членовите на Државната изборна комисија на денешната седница едногласно го усвоија новиот роковник за локалните избори, откако парламентот минатата недела го продолжи рокот за поднесување на кандидатурите до 3 март, а нивните кандидатури ќе бидат разгледани и пратени до комисијата за лустрација во рок од 24 часа. На денешната седница беше посочено дека сите кандидати кои сакале да се кандидираат за градоначалници имале и имаат доволно време да го сторат тоа во наредните 2 дена. А дали опозицијата ќе излезе со своји кандидати на престојните локални избори, ќе се знае на 3 март. Но новите рокови им задаваат главоболки на изборните органи, кои сега во многу пократок период ќе мора да ја поминат целата процедура за потврдување на кандидатите. Односно, новопријавените кандидати за советници и градоначалници ќе мора да минат низ лустраторскиот филтер и за само 24 часа. Тие треба да бидат проверени од страна на комисијата за верификација на факти, дали биле соработници со тајните служби. Во однос на ждребувањето што веќе беше спроведено за кандидатите за локалните избори што се пријавија до 16 февруари. Редните броеви остануваат исти, а листите само ќе се дополнат со новопријавените кандидати за градоначалници и општински советници. Сите новопријавени кандидати за учество во локалните избори, кои ќе го сторат тоа најдоцна до 3 февруари, ќе можат регуларно да стартуваат со својата изборна кампања од 4 март. Учебната 2013-2014 година реконструирани ќе ја почнат 136 училишта од 51 општина на територија на цела Македонија, што ќе ги подобри условите за настава на 110.000 ученици. Министерството за образование и наука го продолжува проектот за реконструкција на средни и основни училишта со средства од државниот буџет и со заем од Банката за развој при Советот на Европа, која за целосно реновирање на 10 основни училишта одобри грант од 2 милиони евра и 1 милион евра за реновирање на 6 средни училишта. Проектот опфаќа обнова на покривите на училишните згради, прозорците, санитарните јазли и подовите, како и инсталацијата на топловодно грејење. Се очекува веднаш по успешно спроведување на јавните набавки и подпишување на договорите со изведувачите и надзорот да се отпочне со градежни работи, а реконструираните основни и средни училишта да бидат комплетно подготвени за почетокот на новата учебна 2013-2014 година. Зголемената тенденција за поделба по етничка основа во училиштата ги алармираше институциите. Ке се изработува програма за ран детски развој и партнерство за помирување. Елизабета Дамјановска. Првата детска амбасада во светот Меѓаши денеска одржа конференција на која беше презентирана регионалната и националната програма Партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во Европа. Како што беше истакнато, главната цел на програмата е да се зајакнат капацитетите на организациите од граѓанскиот сектор во Балканскиот регион и во Европа, кои ќе работат во насока на процесите за помирување и единство преку едукација во раните години. Според зборовите на Катерина Конева,
денеска раководител на програми во првата детска амбасада Меѓаши. Посебно внимание ќе се посвети и на подигање на свеста кај најмладите за прифаќање на другите и почитување на различностите преку раното детско образование во регионот на Западен Балкан. Децата во конфликтните и постконфликтните земји се главната цел на проектот кој ќе трае 2 години. Вклучи мировното образование да биде дел од средното училиште, а веќе со оваа програма одиме во тоа да започнеме уште од најрана возраст, односно уште од предучилишното образование, што ќе биде добра основа за понатаму да може да се работи, да се продолжи во основното и во средното образование, а нели сето тоа со цел да работиме во насока на градење на мирот, затоа што само во општества каде што постои мир и мирно разрешување на конфликтите кои што постојат на луѓето, можеме да говориме за детски права, за почитување на децата и на нивните права. Планирано е да биде направен и мониторинг и евалуација после преземањето на првите предвидени чекори со цел повторно да измериме во која насока се движиме и дали е тоа правата насока или можеби треба да внесеме и други мерки и активности. Проектот ќе опфаќа истражувања, обуки, градење на капацитетите за истражување, следење и анализа, развој и имплементација на стратегии и алатки за застапување на регионално и државно ниво. Мотив за започнување на програмата е се поизразената тенденција на продлабочување на поделбите на етничка основа во училиштата. Поради намалување и престанување на врнежите, излеаните реки се повлекуваат во своите корита. Дел од евакуираните лица се вратени во своите живеалишта. За лицата кои се останати се обезбедува храна, вода за пиење, основни хигиенски продукти и кебиња, покривки, сунгери, душици и кревети, соопшти денеска Дирекцијата за заштита и спасување. Вкупно на територијата на Република Македонија евакуирани се 365 лица, а зафатени се околу 3000 стамбени објекти. Земјоделските површини кои се поплавени во овој момент не може да се проценат. Пензионерите од населените места Кадино и Миладиновци од денеска своето слободно време ќе можат да го минуваат во новите пензионерски клубови кои денеска се отворија во овие населени места. Денеска во општина Илинден во населените места Кадино и Миладиновци се отворија 2 нови пензионерски клубови, каде пензионерите од оваа општина ќе може да го поминуваат своето слободно време и преку забава и рекреација да стекнуваат нови пријателства. Во општината покрај новите 2 клуба на пензионери постои уште еден во населбата Илинден, кој представуваат заедничко катче за околу 1100 пензионери од оваа општина. Председателот на Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Македонија Драги Аркировски потенцираше дека отварањето на овие клубови се како резултат на добрата соработка помеѓу локалната власт и пензионерите. Уште на почетокот е добиена на прекретница со формирањето на Сдруженијето на пензионерите во Илинден. И покрај тоа што имаме еден клуб пред тоа, имаме можност да ги користиме просториите на Домот на културата што се денови кога беше отворен и што е најважно сега е прв пат учествуваме во отварање на 2 современи клубови во Кадино и во Миладиновци. Тоа е нешто како резултат на добрата соработка на локалната самоуправа со пензионерите. Сдруженијето Солидарни пензионери од општина Илинден е формирано пред 2 години, а токму преку овие клубови ќе им се овозможи подобро функционирање на пензионерите. Нашето здружение е формирано пред 2 години. Благодарение создадоме услови за нашите пензионери како ново здружение каде да имат да се собират, да ги поминат своите активности. Тука е едно катче каде што ќе можат пензионерите своето слободно време да го минуваат, да се дружат, да спортуваат и своите активности преку овие клубови да можат секојдневно да се забавуваат. Во Република Македонија постојат над 400 пензионерски клубови во кои неделно се дружат околу 150.000 пензионери. Исто така Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Македонија има подпишано меморандум за соработка со ЗЕЛС, а речиси сите општини имаат спогодба за соработка помеѓу локалната самоуправа и Сдруженијата на пензионери. Јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје во соработка со општина Аеродром во петок на 1 март во дворот на основното училиште Гоце Делчев во Горно Лисиче од 9 до 13 часот организира бесплатни прегледи за граѓаните. Акцијата под мотото Здравје за сите вклучува превентивни прегледи од лекар, мерење крвен притисок, гликемија, телесна тежина и височина, како и медицински совети. Тимот го сочинуваат лекар, медицинска сестра и лаборант.
Оваа акција представува дел од планираните активности на јавната здравствена установа според програмата на Министерството за здравство која ги опфаќа руралните средини. На детската клиника е презентиран проектот "Зошто сум во болница". Станува збор за потрошен материјал кој во Италија е задолжителен во детските клиники. Проектот има за цел да им го олесни и направи позабавен престојот на децата во болниците, а е поддржан од швајцарската амбасада. Андријана Димитриевска. Книгата "Зошто сум во болница", која во Италија е доста позната и задолжителна во детските клиники и е поддржана од Министерството за здравство на Италија, денеска се промовираше на детската клиника во Скопје. Овој проект е со цел да им се олесни и направи позабавен престојот на децата во болниците. Од денеска децата кои лежат на детската клиника во Скопје први има можност да ја добијат. Инаку книгата во Македонија за прв пат е преведена и тоа на македонски, албански и турски јазик и засега се испечатени само 600 примероци, кои многу брзо ќе се потрошат. Организаторите се надеваат дека проектот ќе биде презентиран во цела Македонија и ќе добие голема популација. Инаку станува збор за проект инициран од италијанскиот мултиинформативен центар во Скопје, од детската клиника при клиничкиот центар и финансиран, поддржан од амбасадата на Швајцарија, а по примерот на праксата во италијанските педијатриски болници, каде се аплицира веќе 5 години и е задолжителна, а вклучува и ангажман на деца, односно лица волонтери за работа со деца. Директорката на клиниката посочи оти станува збор за пракса, која се применува секаде во светот, а од денеска и на нивната клиника. Марија Анджела Бјанкофорје од италијанскиот мултиинформативен центар истакна дека книгата во Италија му се дава на детето од моментот на влегување во болницата, а таа останува со него до крајот на третманот. Според неа, за проектот не се потребни значајни финансии, но бенефитите од неа се многу големи и потврдени кај децата пациенти. Проектот тргнува од италијанска книга, печатена во Италија, што е задолжителна во сите оделенја во детските клиники во Италија. Значи се работи за задолжителен потрошувачки материјал, што кога завршува се нарачува, поддржан во Италија од Министерството за здравство. Целта на ова презентација и да се поддржи проектот, да може да има континуитет, значи да најдеме спонзор или сепак да биде покриено од некоја страна, затоа што ова е направено специјално за децата. Се знае дека има многу позитивни ефекти на децата што лежат во болница, затоа што е книга многу убава, навистина. Овој проект е поддржан и од Црвениот крст на Македонија, за што спроведена е обука на 30 нивни членови. Дневно 10 волонтери по 1 час ќе поминуваат со децата во болницата. Во продолжение на урбаните вести, информирајте се за дел од културно-забавните случувања вечерва во Скопје. Во домот на Арама вечерва од 20 часот се одржува првиот концерт на Македонската филхармонија од циклусот Лауреати. На сцената на Македонскиот народен театар од 20 часот се изведува представата Изгубени германци од Дејан Дуковски, во режија на Слободан Унковски. Представата зборува за генералните состојби во македонското општество, не толку политички колку етички. Во театарот за деца и младенци вечерва се изведува представата за деца Алиса во земјата на чудата. Во кинотека на Македонија од 20 часот се прикажува играниот филм Матрикс 3. Трилогијата Матрикс е една од најзначајните во историјата на филмот и се занимава со филозофски теми кои коренот го влечат уште од Платон и неговата пештера, или пак констатацијата на Калдерон дека животот е сон, поврзани со бројни религиски прашања и теми спакувани во обланда на врвен акционен филм. Од 20 часот во културно-информативниот центар се отвора првата меѓународна балканска изложба Мост. Во галеријата Кора, Дом на култура Кочурацин од 20 часот ќе се одржи изложба на група моми. И што ќе гледате понатаму во вестите? ПСЖ сака во летниот преоден рок да го ангажира Вејн Руни од Манчестер Юнајтед за сума од 65 милиони евра. Актуел, Майкл Даглас и Кетрин Зета-Джонс се разведуваат. ПСЖ сака во летниот преоден рок да го ангажира Вејн Руни од Манчестер Юнајтед за сума од 65 милиони евра. Томислав Атанасовски веднаш по рекламите ќе ви информира и за останатите спортски случувања.